Дешки, како сте? Јас сум Кирил, а ова е уште едно издание на Ептен скратен корнер. Серијалот посветен на брза анализа на темите кои што најмногу ни интересираат од светот на фудбалот. Добре дојдовте назад на каналот на Скратен корнер. Фино е што сме повторно заедно, иако во едно изменето студио, додека ги чекаме одморите во Рустикана да поминат, ќе го користиме ова тука прекрасно место заедно со телевизорчево кое што многу ќе ни помогне за оваа епизода. А темата претпоставувам дека ќе ви биде многу интересна. Денеска зборуваме за оној феномен кој докажано добар фудбалер престанува да игра добро поради трансфер во нов клуб, поради нов тренер, поради некаков си пат на форма или што и да е. И знаете, одеднаш почнува да личи на бледа сенка од себе си. Мислете повеќе како какаво Реал Мадрид. Мислете повеќе на некои такви случаи кои што едноставно знаете дека играчот не припаѓа на местото каде што е. Денеска зборуваме за играчи кои што едноставно, па може да се каже, се наоѓаат во погрешниот клуб. Или пак, ајде поблага верзија, се погрешно искористени во клубот во кој што се наоѓаат. Нели, додека навивачите се препукуваат дали тие се безнадежни случаи или лоши фудбалери или што и да е, сепак најчесто причината за нивната лоша форма е она што не се правилно искористени. Предлагам да почнеме веднаш. Мислам дека веќе го знаете. Првиот избор, кој што е прилично популарен фудбалер, потпиша за Барселона неодамна. Мемфис Депај, капитенот на холандската репрезентација, е во Барселона веќе некоја сезона, меѓутоа не оди тоа баш најдобро, нели? Кога дојде, прв пат кога дојде во Барселона, се покажа како еден од лидерите на таа некоја си нова генерација или што и да е. Сакаше да игра, ја преземаше топката, тренерот имаше доверба во него, му се погоди да има холандјанец тренер кој што му беше окей да го прави тоа. И Депај беше до некаде солидно искористен. Меѓутоа Барселона многу набрзо падна во некоја си финансиска па и секаква криза. Депај беше оквалификуван како еден од играчите на кои што нема да му се става фокус и ќе биде во втор план. Тука во прв план влегоа некои младинци како Педри, како Нико Гонзалес, како Ансу Фати и Мемфис Депај во остатокот од неговата кариера во Барселона е во последна година дена, да речеме, не е воопшто препознатлив. Играч кој што има, во најмала рака кажано, доста интересна кариера до сега. Беше одличен во холандската лига, направи брз, можеби премногу избрзан трансфер во Манчестер Юнајтед. Мислам дека лошо ја процени средината, не се пронајде таму. Премногу товар му беше ставен на неговите плеќи. За потоа да ја исправи таа грешка. Направи многу паметен трансфер во Олимпик Лион, каде што си ја пронајде формата, стана капитен на тимот, беше најдобар стрелец 2 сезони на тимот и се стави себе си во конверзација како еден од најатрактивните, најдобрите офанзивни фудбалери во Европа. Меѓутоа потоа дојде нели тој трансфер во Барселона, од кој што мислам дека ниту едната страна, ниту другата страна не профитираше. Наш совет, Мемфис Депај треба летово да смени клуб. Јувентус се заинтересирани. Покрај Јувентус тука има уште неколку клубови кои што би можеле да ќарат и сериозно да се засилат со Мемфис Депај. Меѓутоа ова тука, овој дрес и ова знакче и оваа комбинација на овој играч и овој клуб едноставно не се вистинските. Сега, ќе ве прашам дали стиснавте subscribe. Бидејќи ни е многу важно да го победиме алгоритмот на YouTube, многу ќе ни значи ако ви се допаѓа оваа содржина која што ја гледате и ако сакате да гледате уште, да стиснете subscribe, да стиснете лайк на ова видео, бидејќи ние како екипа Скратен корнер подготвуваме многу нови содржини за вас. Продолжуваме со следниот играч. Нешто што го мислам одамна. Добро позната фаца за сите македонски љубители на фудбалот, можеби нашата најголема фудбалска звезда во моментов, Ели Фелмас, кој го носи дресот на Наполи, прилично успешно последниве 2 сезони, меѓутоа се добива чувство дека неговиот потенцијал стагнира таму. Иако е тој прилично добар играч за ротација, дури и во минатата сезона доби доста минути како стартер,
сепак имам впечаток, па и цела наша екипа има впечаток дека тој не е баш најдобро искористен во Наполи. Причината е поради тоа што иако е таму од 2019 година, тој се уште нема јасна позиција што игра во екипата на Наполи, а уште повеќе нема јасна улога што игра, односно што прави тој на терен. Крилен напаѓач знае да ги покрие овој играч, меѓутоа во Наполи нема доверба веројатно дека тој може да го направи тоа на така млада возраст. Елмас има 22. Мислам дека е време на 22 години да се одлучи дали Наполи ќе го задржи или дали Елмас ќе ја бара среќата во друг клуб. Се надеваме дека иднината на Наполи е токму овој момак тука. Јас би сакал да го видам да успее во Серија А. Наполи е фантастичен клуб, особено со последните засилувања. Мислам дека многу ќе профитира формата на клубот. Меѓутоа, Елмас би препорачал барем да се пронајдеш себе си дали во Наполи или во друг клуб. Одиме на следниот, можеби и најдобриот пример за играч кој што е погрешно искористен од својот клуб, Јулијан Дракслер, како и да сакате наречете го, играч кој што е во Пари Сен-Жермен од 2017 година и верували или не, уште има само 28 години. 20 септември прави 29, а денеска, пред да го снимаме ова видео, ја добивме веста дека Пари Сен-Жермен го ставиле на трансфер листата и конечно тој ќе може да си најде нов клуб. Кога ќе ја погледнеме основната статистика за него, или барем бројот на настапи кои што тој го има во Пари Сен-Жермен, воопшто не изгледа тоа скромно. 198 настапи за Пари Сен-Жермен од 2017-та нааму. Да, не се најмногу во составот, Маркиньос и компанија играат многу повеќе од него, меѓутоа 198 настапи за било кој клуб се прилично значајна бројка. Меѓутоа многу мал дел од тие настапи доаѓаат како првотимец и многу мал дел од тие настапи се 90 минутни настапи, најчесто се тоа епизодни улоги во надпреварите и ставање на Дракслер само како уште една ајде да кажеме елитна опција од клупата која што реално и не мора да ја имаат Пари Сен-Жермен. Ако може да кажеме дека во Шалке и во Волсбург тој имаше моменти, во Пари Сен-Жермен се сведува на само еден момент кој што може да го паметиме во кариерата на Дракслер. Оној гол во неговата прва нокаут утакмица за Пари Сен-Жермен во Лигата на шампионите против Барселона, кога Пари Сен-Жермен го доби дуелот со 4:0 и од тогаш, тоа се случува, да повториме, февруари 2017. Од тогаш Дракслер нема гол во Лигата на шампионите. И има само 5 асистенции за овој клуб. Дека е лош фудбалер, апсолутно не е. Фантастичен фудбалер кој што уште има барем 3-4, можеби и 5 добри години пред себе, меѓутоа Пари Сен-Жермен не е дестинацијата за него. Јас лично би сакал да го видам во италијанската или во германската лига со трансфер во некој од конкурентите за топ 4. Мислам дека Интер би бил фантастичен кандидат за Дракслер. Мислам дека Јувентус би бил уште поидеален кандидат за Дракслер. Бајер Леверкузен би бил можеби идеалниот клуб за него. Така што чекам да видам каде ќе отиде летово за да проценам дали конечно овој фантастичен фудбалер кој што собра скоро 60 настапи за германската репрезентација и го освои светското првенство и има титули секаде каде што отишол да игра, дали конечно ќе успее да најде својата форма. Сега зборувавме за германец, ќе се вратиме во германската лига со еден австриец, Марсел Сабицер, кој што лани при крајот на преодниот рок потпиша за Бајер Мюнхен. Како капитен на Лајпциг беше еден од најатрактивните играчи во германската лига, најбараните играчи на трансфер пазарот. Ама откако отиде во Бајерн, иако е стандарден, иако игра прилично многу минути како стартер, не ги завршува надпреварите, не е во добра форма. И имам чувство дека да, ова не е максимумот што може да го пружи Марсел Сабицер, бидејќи го гледав и за Лајпциг, го гледав и на Европското првенство, го гледав и за квалификации за Австрија и секаде е подобар од формата која што ја прикажува за Бајер Мюнхен. Сега причината тука е многу различна од сите други причини.
на оваа листа која што ја наведовме до сега. Причината е во тоа што неговиот тренер Јулијан Нагелсман има на вистина голема доверба во Сабицер. Ама тоа му штети на играчот. Тоа му штети на играчот бидејќи Нагелсман пробува да ја пополни секоја дупка во составот на Бајерн Мюнхен со Сабицер. Па така, минатата сезона Сабицер имаше околу 20-тина, можеби 22 надпревари одиграно во средината, на дефанзивна и на офанзивна позиција во средината. Меѓутоа имаше по 2 надпревари одиграно и на десното и на левото, или на десната и на левата крилна позиција. Потоа играше како крилен напаѓач на неколку пати. Одигра еден надпревар како лев бек, одигра 2 надпревари како десен бек, покриво стоперска тројка во надпреварот купот, кога во 70-та минута беа направени сите дефанзивни замени и Сабицер мораше да се уклопи таму. И некако добивам впечаток дека тој еден гол и една асистенција во оваа нешто повеќе од година дена во која што Сабицер е член на Бајерн Мюнхен не покажуваат колку е тој добар играч. Не би сакал да го смени клубот, мислам дека се наоѓа во идеалната средина за него, меѓутоа можеби конечно е време за Нагелсман да се одлучи дека овој момак ќе биде стартер во средината, а не на секаде каде што е потребен играч. Сабицер се надевам дека има уште долга кариера во Бајерн Мюнхен и па сакам да го видам да освои Лига на шампиони. Уште еден играч кој што е совршен пример за тоа зошто треба да се промислуваат трансферите. Кога имаше 18 години, овој португалец тука на сликава, Жоао Феликс, ја импресионираше фудбалска Европа со неговите настапи за Бенфика. Па дури и се прослави, стана вирален со едно видео во кое што само што постигна гол, отиде да се израдува со брат му, кој што во тој момент ги собираше топките на преварот на Бенфика. Отиде да се израдува со него, продолжија да се радуваат, отидоа во камера и сето тоа беше една убава, да речеме, семејна радост. И само месец дена после тоа дојде можеби најлошиот момент во кариерата на Жоао Феликс, како звучи ова. Трансфер од 120 милиони, кој што го одведе во Атлетико Мадрид, го одведе во главниот град на Шпанија, ама имам чувство дека во погрешниот клуб. Зошто? Атлетико Мадрид од првиот момент не личеше дека му одговара како клуб на Жоао Феликс. Жоао Феликс е играч кој што најмногу се потпира на неговиот природен талент, техниката, можноста да ја изнесе топката, можноста да совлада неколку играчи. Најдобар е кога топката е кај него и тој одлучува што ќе се прави со неа и дали тоа ќе заврши со пас или ќе заврши со шут или ќе заврши со било што. А во Атлетико Мадрид едноставно не се игра таков фудбал. Во Атлетико Мадрид се игра прагматичен фудбал во кој што секој има одредена улога и во која што секој придонесува еднакво во пресингот на тимот и во дефанзивата на тимот и нема многу простор за импровизација кај играчите. Симеоне, тренерот на Атлетико Мадрид, имам чувство како да не е дека не сака, меѓутоа можеби не е дека не сака да го ослободи потенцијалот на Жоао Феликс, меѓутоа мислам дека не сака да се откаже од својата намера да го игра неговиот фудбал. Неговиот фудбал не е идеален за играчи како него. Не е идеален ниту за враќањето на Гризман, не е идеален ниту за доаѓањето на Родриго де Пол, не е идеален за ниту еден од овие играчи, бидејќи тие се генерално играчи кои што не одговараат на таков стил на игра. Дека затворена е шансата за Жоао Феликс да стане звезда во тимот на Атлетико Мадрид? Не е затворена можноста. Сепак Феликс има само 22 години и може во наредните 2-3 години едноставно да си најде друга улога и повторно да отиде по патот на кој што почна да чекори на 18 години. Меѓутоа, во последниве 3 сезони, нели, откако е дојден во Атлетико Мадрид, ова ќе му биде 4-та сезона во Атлетико, тој има дадено последователно 6, 7 и 8 гола во сезоните. Премалку за играч кој што игра како главна офанзивна опција во тимот на Атлетико. Затоа беше нашата некоја мала листа од 5 играчи кои што мислиме дека се во погрешниот клуб и искрено се надеваме дека дури ова лето ќе го
ќе го направат својот чекор напред или ќе направат трансфер во друга екипа. Знам дека изоставивме играчи од премиер лигата, ама тоа го направивме намерно, бидејќи сакаме вие како фанови кои што реално најмногу гледаат премиер лига да ни кажете кои се играчите во премиер лига кои што се погрешно искористени во својот клуб или играчите кои што имаат погрешни клубови. Може би замислувате дека некој кој што игра лошо за Арсенал, ако би отишол во Кристал Палас, ќе игра фантастично. Кажете ни кој е тој. Може би некој кој што игра во Манчестер Юнайтед, едноставно игра во Манчестер Юнайтед и не може да биде правилно искористен. Кажете ни кој е тој. Сакаме да ги прочитаме вашите коментари, сакаме да ги слушнеме вашите мислења, со цел да направиме што е можно подобра содржина на следниот пат. Ова беше уште една анализа на Скратен корнер. Ова издание на Ептен Скратен корнер го завршувам со поздрав и со една желба што побрзо да се видиме повторно во главното шоу на Скратен корнер. А до тогаш останете така, стиснете subscribe, стиснете лайк, заследете на социјалните мрежи, секаде Скратен корнер, знаете кај сме.